3, 2, 1, go. Are you ready? Are you ready? Ready, set, go. Are you ready? Are you ready? Ready, set, Go. everyone watching, we up in the game. Shooting our shot, yeah, we ready to play. Looking at power, no, we can't be tamed. Remember the name. Leveling up, yeah, we breaking the chains. Playing with fire, don't rattle the cage. Pushing the limit, whatever it takes. This is the moment where legends are made. 3, 2, 1, go. Македонијо, ви велам топло добре дојде од студиото на Старс, во кое што денес ќе имаме многу интересни моменти заедно со мене, Јанковска Ивана, нашиот тим и секако нашите прекрасни гости. Можам да кажам дека денес во студиото ќе зрачи од женска енергија, затоа што имам две прекрасни дами тука заедно со мене, кои што се и tekako шармантни, толку непосредни и толку немилосредно убави. Многу ве пофалив. Имаме една балканска звезда Сања Вучич и секако нашата атрактивна млада мајка Антонија Гиговска. Може да ги поздравим, мислам, со еден голем аплауз, нели? Благодарам. Велики, добро ми дојдовте. Ви благодарам што ја прифативте секако поканата да бидете дел од испишаните приказни на Старс. Дали се чувствувате убаво, дали ви е убаво тука? Знам дека Сања малку брзаше, но тоа е сега. Не, па нема везе. Јас сам стvarno мeni je žao ako me iko čeka ovde danas, ali potrudila sam da stignem na vreme, ali dobro, onako je brzinski, ali tu smo. Емисија никад не почиње на време, така. Upravo tako. Океј, немаме проблем со јазичната бариера. Тебе ти одат Ја разумем јазици? све. Океј, Знаеш одлично. македонски да збори? Pa pomalce svega, može. Ако Ne možem da zboram makedonski, mada sve razbiram. Вау, браво, Сања. Девојки, искрено со вас не знам од каде да почнам, затоа што за вас има толку многу што да се збори, што да се прашува, што да се кажува. Толку сте многу активни и двете напоредно и во професионален план и во приватен план. Имате многу заеднички работи кои што јас со истражување пред да почнеме да ја снимаме емисијата и ги кажав, мислам ми кажав само дека имате заеднички работи на Антонија, не беше присутна. И сега вака ќе почнеме од тоа што двете извадивте албум, секако мора на почеток да почнеме со кариера. Samo što, pazi, ona je mnogo mlađa od mene i kao u mnogo boljoj poziciji, kao ona je tako mlada, izbaci album, ja sa 30 godina, ono kao prvi album sa 30 godina, mislim kao prvi sam. Сања, ама тоа е во твојата соло кариера? Ne, super, sve, zadovoljna sam i naravno drago mi je da možemo da pričamo o mnogo lepim stvarima danas. Pogledajte kako je super, kao da smo iz neke serije izašli. Friends? Значи, застанавме кај индиските серии, повторно да се надоврзиме. Кај нас нема индиски серии, има турски серии повеќето, ама како и да се навратиме исто така на албумите. Сања го извади албумот? Da, sad sam htjela da kažem, da nakon godinu dana zapravo nastanka mog solo projekta, odnosno kako sam izašla iz grupe, posle godinu dana je izašao moj album, na koji sam zaista vrlo ponosna. Vrlo sam ga kratko radila, svega par meseci, a sad moje delovanje kao solo izvođača već traje godinu i po dana i stvarno se nadam da ću samo tim tokom i da nastavim. Sad u maju bi trebalo da izbacim 5 pesama u sklopu EP-a. Tako da, eto, svašta nešto lepo. Заедничка работа исто и Антонија пред известно време го промовираше својот албум на кој што го стави сиот свој труд. До сега, сите песни до сега, кои што нормално сум ги работела изминативе неколку години. Јас на мои 23 години го бев првиот албум. Секоја чест, браво за тоа. Така што, да, јас го работев многу подолго и сите песни оние кои што досега ги работев со Дарко и со Лазе, сакав да се најдат на едно USB, не го направив као класично CD. Сакав да е нешто поинтересно за око и да тете им остане нешто од мене. Нормално не застанувам тука, работам на нови проекти, нови песни, нови дуети и ќе видиме што ќе биде следно. И сега на промоцијата, јас ви честитам секако за издадените албуми, секоја чест за тебе што толку млада успеа да го направиш сето тоа и тоа мајка пред се. Ќе збориме за тоа. Sad sam pričala sam o tome, ono je kao ja se osjećam kao dete svojih 30 godina, kao bebu ima bebu. Wow! Ќе збориме за тоа покасно, затоа што и тоа ви е една од заедничките работи кои што ги имате. Не бебе, но ќе кажеме понатака.
Може има некој што не го има кажано во јавност до сега, не знаеме. Не си трудна, не си. Nisam trudna. Ne, možda delujem, ali samo sam jela u poslednje vreme mnogo. Сања, при тебе на промоцијата на самиот албум беа присутни многу од естрадата, многу твои колеги. Јас забележав Театировиќ беше присутна Едита, Газда Ja sam Паја. zapravo imala mnogo problema s tim, ali sad se setila da nisam Antoniju pozvala. Potpuno, nemoj, koji propust. sledeći put. Ali Za stvarno, godinu dana novi album. da, bio mi je problem stvarno da vidim koga ću sve da pozovem, stvarno znam dosta ljudi i ne verujem da se neko sad naljutio, znam da sam mnogo ljudi zaboravila da pozovem. Bilo je super, stvarno je bilo lepo, bilo je tu dosta mojih prijatelja i iz osnovne i srednje škole i sa fakulteta, tako da bilo je super. Јас сакав да кажам дека дојде естрадата или твоите колешки да те поддржат. Сега сакам да прашам и Антонија истото, дали тоа се случи и кај нас? Не. Беше ли кај нас така? Дојде ли кај нас нашите музички артисти или општо твоите колеги да те поддржат во тоа што го правиш? Па дојдоа две колешки, доста се. Само две колешки. Дали мислиш дека тоа еве сега ова е прашање и до двете? Дали мислите дека кај нас на сцена, мислам дека владе и како голема љубомора кај луѓето? Зашто некој прави нешто, а зашто некој Па што знам дали е љубомора, види, јас сум можеби една од артистите кои што стварно ги поддржува сите максимално и мене тоа ми доаѓа природно. Дали извадила песна, не знам, Александра Анева или Два Бона или не знам, Сладкар, ми доаѓа природно да се снимам со телефон во кола и да постирам песната. Немам проблем. да поддржиш. Во никој случај. Мене ми е криво што не дојдоа, а беа поканети 99% од, нели, знаеме нашата естрада колку членови брои и артисти кои што се навистина активни. Беа поканети, не знам зашто не дојдоа, не сакам да навлегувам, меѓутоа следниот, нели, нормално, следната промоција и следниот албум пак ќе ги поканам, се надам пак ќе дојдат. Мислам, ќе дојдат. Јас длабоко се надевам дека ќе има некоја промена од тој аспект. Сања, што мислиш ти за љубомората? Дали знам дека и кај вас владе, не може секаде да го има тоа. Само што ете кај тебе некако од некоја страна повторно дошле. Дали тоа е до почит? Што за тебе, примерите, представува си тоа? Da, pa ne znam, ja iskreno, od kad sam krenula da se bavim ovim poslom na estradi, nisam imala priliku da osetim tu neku zavist ili ljubomoru. Da, ili bilo kakvu suetu. Naravno, ja sam jedna od onih koji stvarno voli da podrži sve kolege s kojima se ne znam i s kojima se ne znam. Ali sad da nisam imala neku punu podršku estrade kod nas vamo, nisam osetila. Ali baš mi je čudno ovo što ona priča. Истото, јас затоа сакав да го Во Србија сите направиме се поддржуваат и секој со секого снима дует и нема проблем со тоа за било каква колаборација. И мислам дека тоа никај нас не треба да представува проблем. Ja mislim da je zato što ovde je mnogo manje tržište i onda kao da je i veća konkurencija, jako talentovano područje. Ja zaista mogu sa sigurnošću da tvrdim da je Antonija jedna od najtalentovanijih sa ovih prostora. Ali to zaista mislim, Čak sam, to ću mu poslije ću ti to reći, da sam slušala intervju neke koleginice i nešto nije bila blagonaklona prema Antoniji, čini mi se, baš bila u šoku. Kao kako možeš tako nešto javno da kažeš. Pričat ćemo posle, neću da pljujem ovdje bez veze. Ne da pljujem, nego da komentarišem. Ali jednostavno, ne mogu da verujem da se to tako dešava. Ako sакаш, можеш и слободно да го кажеш, нема никаков проблем. Ne želim zbog sebe, ne zbog vas. Така, добро. Nisam u tom fazonu, ne volim da kao pravim drame. I čudno mi je možda, eto, baš zato što je manje prostor, a toliko talentovanih ljudi, kao da se svako neko bori za svoje mesto, nema potrebe. Mislim da je publika jako široko gruda i mislim da može da prihvati dosta ljudi. Tako da podržavajte se ljudi međusobno pobogu. Ja sam u šoku sad da čujem da se to događa, zato što stvarno u Srbiji toga nema. Да, кај нас го има се почесто тоа и затоа сакав чисто малку да го поразговараме, да можеби од еден на друг некако ќе допре до некој, барем до некој. Нема песни нови, нема не. Ја тоа го кажав и на едно претходно интервју, дека што повеќе снимаме, толку повеќе ќе слушаат македонска музика и ние се жалиме дека Србија се нонстоп онака слушани, многу преслушани И многу поприсутни кај нас. Точно и преактуелни, а ние не правиме ништо по тој повод. Се сложувам, апсолутно. Сега, од тема музика и тема албуми, ќе се префрлиме малку на тема килажа. Тоа е воедно исто ваш заеднички
проблем. Антонија години, не знам дали знаеш, ама она години се мачеше со тоа да пристана да јадам макарони. Да. Како то? Ете сега Макарони ми со се тек на фетиш. време, да, од плюс килограми, сега Антонија стигна до тоа да носи XS и сега се жали по тоа Што, што кога била си се е буцка? големо. Па 83 кила имав најмал. Да, после ќе ти покажам слика. Чеки на твою малену фигуру. Да ли е могуće? Да. Па šta si uradila, daj predloži. Či sad sam ja Еве u сега problemu. може Па да со совет да дадеш за нутриционист сите. работев. Со нутриционист работев и за 2 месеци симнав 33 килограми, така нешто. Да. Ajoj, jebo. Mislim, izvinjam. Ne, stvarno sam u šoku, ne mogu da verujem. Сања, јас ќе Ајде, оставам ќе ти- после тоа да си поразговарате Да, чисто да ти контактите, кажеш да, што, може. како, зошто. Макар што морам да ти признам дека и ти изгледаш исто така супер, Хвала не знам ти. како си била претходно плюс минус и не носи повеќе Па црни беше работи. после. Значи многу повеќе стои светла боја. Си била мршавија. Yes. Да, да, да. Ама и сега е супер. No, ти to почнеш sam да jedno светли da бои. sakrijem, Ivana. Кажи ми, еве според тебе, што мислиш, секогаш ли тие килограми, како да кажам, значат толку многу за една личност, нели? Јас, пример, по мене да ме прашаш, јас повеќе ќе ти кажам дека карактерот, насмевката, харизмата, Енергијата и како или зрачиш. енергијата, да, отколку килограмите. Ja takođe delim mišljenja sa tobom, naravno da kilogram i generalno izgled možda ne bi trebalo da bude u fokusu, ali bavimo se tim poslom gde je slika značajnija nego ton, što je... На камера секогаш изгледаме многу по-буцкасти, Pa мислам pogledaj, дека. ovako kad uporedimo tebi i mene, znači ja tu onda tek vidim koliko sam ja u problemu, razumeš? Ne, Ono, točno. tu je negde pola mene, jedino da se ovako iskrenem na stranu. Не, точно, значи одлични сте. А Сања, што мислиш дека според тебе, машките што повеќе сакаат, по полнички девојки или по Ma слаби? baš me briga šta muškarci vole. Баш. Šta me briga? Valjda je meni važno šta ja volim na sebi. И како се осеќаш? Не мислев само лично за тебе, ама добро, општо, Ма што баш ме повеќе брига сакаат. што они волат. Океј, па баш не гајле што сакате. Neka Kraj vole šta kraja. oni vole, šta me briga. Види, важно е како зрачиш, енергијата е важна. Како Ма, зрачиш? Да, Сања е прива девојка и мислам дека не треба да е послаба. Ma ne, Каква Има енергија, брегови донече очи, што јас има сакам сега. брегови очи, така што мислам дека кога ќе погледне, доста. Сања, ќе слушнеме ли сега една песна од тебе? Јас имам една омилена, затоа што ти кажав дека сум јас слаб во хороскоп. А оди вака, Джене, ајде, може? Ajde, može. Nisam znala, znači nisam trebala da se upevam. Ne pristajem na pravila, u horoskopu lavica. Na tebe bih navalila, al neću, nisi ti slobodan, nisam ja za džene. Ja bih celog te za sebe, nisam ja za džene. Ja bih celog te za sebe. Девојки, сега јас ви имам припремено, односно не јас, него моите колешки. Мојата колешка Марија, која што е исто така инфлуенсерка и тиктокерка, ви има припремено една многу интересна игра, која што јас мислам дека многу ќе ви се допадне. И сега заради тоа ти побаравме микрофончето да биде закачено, но па не е ќе узeti проблем. го у руку. Да. Повели Марија, представи ја играта. И здраво, драги мои! Денеска сте тука со мене заедно да одржиме рубриката Сладки маки. Сега би сакала да ги поканам нашите гостинки, односно Антонија и Сања, да дојдат овде заедно со нас и Ајде. отпосле ќе ви објаснам за што станува збор. И сега само накратко да ви ги објаснам правилата на играта. Значи вака, вие моментално не гледате што има тука на не масата. гледаме. Тука имаме прилика околу 6 тањирчиња во кои што се наоѓа храна. Сања, гледаш? Немојте да Таман сте не сум јадена ништо од сега. Еве ќе кажам пример за да ви биде полесно да ја сватите играта како се игра. Ти, Антонија, на пример, прва ќе земеш и ќе пробаш нешто од јадењево, ја ќе ти помогнам. Добро. И ќе треба да ја објасниш на Сања Што е да не тоа? го да не го кажеш името, него што е тоа што го вкусуваш, а она да ја го каже името на тоа ти што го вкусиш. može. Ме разбрав таму? Ja znam baš dobro da objašnjavam, ja Може? začekam. Ја не знам нич. Ајде ќе почнеме од Антонија. Може? Ајде. Ајде. Тука сум. Јас ќе ти дадам, ти само отвори уста. Pobedit ćemo Antonija, ali igramo protiv tebe. Да, ова е течно. Чекај за малце ќе кажем. Не, без имења. Во тегла е. Маже се на леп. Dobro, u tegli, jel? Nije Eurocrem, ono drugo. Džem. Da. Точно. Браво.
Šta je, bro? Сакаш уште еднаш да пробаш? Знаеш? Да ti šapnem. Ајде. Да. Okej. Ovo ti je po ugledu na jedno voće Добро. koje je žute boje i jedo je majmune. Мајмуни. Da. To ti je po ugledu na to. Znači ima u imenu ima to voće koje jedu majmuni, žuto i duguljasto. Banana. Da. Ali kako se zove taj slatkiš? To je kao čokoladica. Ајде, Ајде, Антонија. бе. Поврзано со банана. Мислам. Банана со чоколада. Da, kako se to drugačije zove? Крем банана. Tako je. Отвори уста полека. Гризни си. Аха. Јел чуеш? Се слуша сигурно. Čujem. Па оно кеси, ние чипс, оно друго. Smoki. Да. Браво. Ајде, отвори уста Сања. Лавови не лажат никад, слушајте. И ова се слуша. Ovo ti je ono što se gricka, ali je zdravo. Slušaj me. Nije lešnik, nego... Бадем. Ne, nije badem, nego... Индиски орав. Nije indijski orah, nego... Брусница. Близко беше. Чекај, Ima лешник, oblik лешник, лешник. Ima oblik mozga. Мозга. Не е лешник, не е бадем, не е индиски орев. Nego... Ide u ljušturi i mora da se krcka baš А, jako. кикирика. Ne. Ti to liči na mozak. Не. Леле, не знам, чекај. Raste... Ja neću da lupim, ne, to je žir. Не, индиски, него е Не, само... индиски само едно зборче. А орев. Па тоа. Да ти помогнам повторно со Ја мислев тоа, не. Тие што ги има у кесичка, нели, а тие ги набројав се. Нели ти дојде многу... Знаеш? Да. Исто утегли, кисело, салата. Cvekla. Не. Kisela u tegli salata. Karfiol. Ту си близу. Ние. Pa daš nešto. Па зелена боја. A, To, pikl, to. krastavčić, kiseli krastavčić. Да. Браво, Сања. Од ова полека. Последна. Ovo stavljaš kao prilog u pljeskavicu ili belo meso. Сакаш? Inače nije ljuto, ali su meni dali ljuto. Добро. I onako zelenkaste boje. Stavljaš kao prilog u brzu hranu. Obično se stavlja na hot dog. Senf. Tako je. Браво, девојки. Само може да ги извадите маските. Eto. Тука е шминката. Тука. Ти шминка. Ете, Ама чекај, затоа што жени. бевте многу добри, ви има припремено Марија некои подарочиња таму. Шта има? Пари. Сакала да ви поклонам. Пари. Да, поклончиња, што ги спремија. Значи, ко Home Center. E, on baš treba, iskreno. Блендер. Da, da. На секој му треба во кујна да си го има, така да... Не сум јадена ништо од тебе. Антонија, ако сакаш, ти можеш и таму да си бидеш. Можеш и да си ги земеш и таму слободно. Ако сакаш. Сања, ако ти се допадна нешто, таму можеш слободно да си земеш. Hoćeš krastava, iskreno. Imate neki proštilj možda? Девојки, како ви се допадна да ве прашам првично играта што ја игравте сега? Odlično. Храната ви кажав, ако сакате може да ја преместиме тука, макар што не би било добро за... Zeznuli ste me, ovaj Senf je stvarno bio ljut još uvek, osjećam, opario me je. Пали бургер. Ljudi, Jose. Ако ти се јаде, еве ти ветувам, после може хот-дог, семфот ќе го искористиме, тоа е тоа. Не, не, никако хот-дог, не. Идеме на здраво. Karfio. Нутрицион, да. Крставичиња може, кисели. Može. Ќе искористам оваа прилика секако да кажам за некој, ако не ја познава. Сања, она си е девојка од претходната група Hurricane, сака да пее джез, лафе во хороскоп. Да, Била обавезно. 2 пати на Евровизија, Антонија беше еднаш придружник заедно со Тамара на Евровизија. 2 пати ти? Уште една заедничка работа. Океј. Што ми беше прашањето, сега си го заборавив. Svašta tu nešto. Почнавте, да, сакав да кажам вака, почнавте како Hurricane со
тогашниот менаџер сакаше да ве припрема за еден амерички пазар, америчка сцена. Да. Ама ете, нели секогаш не одат работите како што се планирани. Да. Па мораше да се вратите тука на балканската сцена и многу ми е драго да го кажам тоа што Дарко Димитров ја напиша ете таа фамозна песна да едноставно направи бум и вие како Hurricane одекнете буквално секаде. Заpravo, Македонија е била таа нама среќна земја која нам е донела публицитет и Затоа популарност. си овде. Jeste, da. Naravno da saradnja sa Darkom nam je mnogo značila i naravno i meni i sad iz ove perspektive kada gledam naravno da se sve to nije desilo ranije, možda ja ne bih imala taj vrtoglavi uspeh koji mogu da me dovede do ove situacije gde sam sada. Naravno da se uvek sećam nekada i sa setom tih momenata i bude mi i tužno i žal, ali stvarno sam u neku ruku jako srećna zbog svih tih momenata i naših zajedničkih uspeha i eto, samo reči hvala. Антонија исто има соработка со нив. Сега ми е прашањето многу битно. Дали мислиш дека менаџерот е тој што, како да кажам, тој што те води кон прав пат или кон крив пат, или сепак ти самиот како личност, како уметник, знаеш каде треба да се движиш, па ти си таа што одлучуваш, а не дозволуваш на некој друг. Затоа што знам дека, да не се лажам, таткото ти е уште менаџер. Да. Па јас соработав и со уште тројца менаџери, меѓутоа некако не се најдовме и патиштата ни се раздвоија, ништо против тие тројца луѓе. Супер си ја работата, меѓутоа јас не се пронедов со нив и што знам, има работи за кои што знам да кажам не, меѓутоа има работи за кои што, еве, ако не сум пример доволно искусна во тоа, не сакам да се мешам. Пример, мене за Инстаграм не може никој да ми каже како да го водам, затоа што најдобро знам сама, нити менаџер, нити пиар, било кој. Така што нормално треба да одиш на прав пат и тоа е некој кој што ќе те изводи на прав пат од таа некоја гледна точка да, не знам, одлучи каде на кој настап да се појавиш, на кој место да се појавиш. Сега се сеќавам тука на еден наш разговор баш одамна беше, тука каде што ми кажуваш, татко ми е моментално менаџер, ама он сепак ме гледа како ќерка, не како уметник. Па да, пристрасно гледа на работите, тоа сигурно. И заштитнички, тоа е исто така голем момент за мене. Меѓутоа, ние сме ги разграничиле тие работи, татко и ќерка, и јас сум, како да кажам, веќе изградена личност и нормално за работите кои што треба да го послушам, ќе го послушам, што се однесува до мојата кариера. Меѓутоа, за некои работи што мислам дека јас можам да се посоветувам, дали со некој композитор како Дарко, како Лазар, тие се нормално луѓето што се позади мене од малечка, од 14 години сум со нив, некои кои што навистина многу ми помогнале и од кои што стварно можам добар совет да извлечам и нешто добро. Така што за тие некои работи, да, ќе се консултирам и со други луѓе, меѓутоа секогаш татко ми е тука и не, тоа е за мене неизбежно. И тоа ви е уште една заедничка работа. Кај тебе е татко ти, кај Сања е мајката присутна буквално во секое поле. И кај мене е мамата. И за албуми, и за се, само што не е менаџер не е. Nije. Dobro. Nema toliko kontakata. Možda bi je imala, samo da se malo potrudi, ali ona je tu, mislim, ona vedri i oblači. Ne mogu da kažem da baš ima, da je njena krajnja odluka ipak je moja. Ali naravno da je tu da mi da savjet, pošto je ona sama, i ona je muzičarka, odnosno pevačica je. I naravno da mi njen savjet pre svega mnogo znači i pohvala i kritika i naravno ona će uvijek najiskrenije da mi kaže. Nije jedna od onih majki kao ti si moja kraljica, ti si moja, ti si najbolja. Da. Jako je kritična. И мене секогаш ми зборале не така, не вака, Па да, ова тоа е се не го нормално. направи добро, ова. Да. Не сум била од тие деца што не ги критикувале, секогаш ме критикувале, можеби затоа и сум тука каде што сум, не сум се вивнала во облаци, иако после Пинкови и Звездички можев да се вивнам во облаци, немаше потреба за тоа, затоа што Може и за тоа да ми кажете, ете и двете сте толку присебни, значи сте имале таква полетна слава и едната и другата. Реално милионски прегледи. И кај Сања, и кај Антонија. Па ете сте нормални, културни, насмеани девојки, сте тука. па ние сме обични луѓе како сите други. Гледаш ја да ме крставички. Da, samo treba tako posmatrati. Mislim, realno je da to što se mi bavimo javnim poslom ne izuzima tebe iz društva. Ne treba da znači da smo mi kao bitnije ili bolje od nekoga, jer po kom osnovu je naš posao kvalitetniji i u kom smislu bolji, ne znam, od tvog posla ili od nekog lekara ili pekara. Točno. Mislim, to su... Težината и Tako je, i svako ko dozvoli da ga pomeri slava i popularnost, to nije normalan. Добро, тука си е тенка линијата е.
Да ја U redu, преминеш. ali to znači da on ima problem sa svojim psihom i samopouzdanjem i da to nije dobro. Иако се некогаш луѓето од страна што гледаат забораваат дека и ние сме луѓе и дека не треба по нас да се лупа као да сме вреки. Мислам, тоа го знаеме и по портали и по све што се пишува и што се коментира од страна на нели нормално гледачи, читачи. Така што сепак сме ние само луѓе и и мене може коментар да ме допре, иако 99% гледам да не ме допре, меѓутоа и мене може и мајка ми може, сам родители се нормално дека ќе ги погоди било каков лош коментар, а поготово ако е навреда, тоа е или по дете. Тоа ми е најлошо. Значи кога аз се случува да ми вреѓа дете и да ми колне дете, да. Па какво? Тоа е страшно. Тука морам да се надоврзам на ова сега што го кажа со плукање и со кажување на разни коментари. Правеше свадба пред известно време, сакам да ти честитам за тоа со среќа да вие... Фала ти да се враќа. Фала да се враќа. Нека се враќа кај си дека што треба. Ете така, препорачуваш? Добро е да се биде во брак. Да, бе, зашто да не? Топ. Ќе да видим. Екстра. Добро е, сега тука имаше многу коментари од тип на за Роберт. Јас ги читав лично, мене не ми се допаѓа воопшто, поради тоа што кој како сакал и како решил да се појави на тоа збиднување, си е самиот виновник за нештото. Самиот си сакал да биде така и да изгледа тоа така. Мене ми бевте пресладки. Да, но читам имаше нешто. коментари као дошол од кафе на свадба, станал од спиење, па Дека дошол носел на свадба. тренерки. Што е тоа? Да, тренерки, да, точно. Не беа тренерки. И знам дека не беа тренерки, видов. Не, види, луѓето ќе се пишуваат што сакаат и секој позади тастатура е многу јак, меѓутоа нели нормално треба да дојде и да го каже тоа вака, тет а тет. Коментари секогаш ќе има и позитивни и негативни. За тоа кој како се облекол, тоа си е негово право, ако не се чувствува убаво да дојде во дело, нема да дојде во дело. Најбитно е како се чувствуваш и најважно е да си свој. Дали е, не знам, дали е музика во прашање или приватно како се носиш, тоа си е твое. Тоа беше комплет и беше преубав комплет стварно и тоа наменски го шиеше за свадбата, така што стварно Ги не имаш беа видено, тренерки, Сања? еве да. Па сигурно не, меѓутоа сигурно ќе го делиме истото мислење. Сања, а ти за твоето момче имаш изјавено Ненад дека пример си е твое момче и немаш потреба да споделуваш во јавност. Како изгледа, кој е тој, каква ви е врската? Тоа е најпаметно. Дека сакаш да си ја задржиш едноставно таа твоја приватност настрана од лицето на јавност и дека не сакаш воопшто да збориш. Jes, ja sam imala dosta nemilih događaja u prošlosti što se tiče pokazivanja svojih momaka, tako da sam rešila da ne želim to da radim. Naravno nisam mogla skroz da izbegnem da mu se ne zna lik i da niko ne zna ko je on, naravno to je prosto nemoguće ako hoćemo da imamo normalnu vezu i da se krećemo po gradu. Сања, не ми беше само тоа прашањето за тоа дали го криеш или не го криеш момчето, него ме заинтересира една твоја изјава која што имаш дадено за еден српски медиум, не можам да сетам точно на името на медиумот, каде што кажуваш дека сакаш да бидеш мајка, спремна си да бидеш сопруга, но не сега, затоа што треба да помине уште некое време да направиш некоја економска независност. Дали ти си има некое мислењето, мислам, дали го имаш променето? Da mi se promenilo mišljenje? Da. Pa nije mi se promenilo mišljenje. Mislim, ja zaista mislim, to tvrdim onako odgovorno, da žena naravno, koliko to želi, da bi trebalo da pre nego što nekome rodi dete, da bude ona sasvim sigurna da ukoliko dođe do nekih neprilika da ima gde da ode. Jer smo svedoci da su žene u nekim neprilikama ukoliko dođe do nekih problema u brakovima i da budu primorane da ostanu u nekim brakovima zato što nisu finansijski obezbeđene. Tako da ja želim, mislim, majka moja prevashodno to za mene želi da ja ukoliko dođe do nekih neprilika da prosto budem svoja na svom mestu. Ама сакам да кажам нешто друго, затоа што еве Антонија е млада мајка и она во најголемиот ек од незината музичка кариера, ово можам да кажам слободно дека беше така. Роди синче, Кијан, го донесе на свет. По неколку месеци, 6-7, колку беше од кога се породи Антонија? По 6-7 месеци повторно се качи на сцена. Па да, од прилика да. Не, 4.
По 4 Јо. месеци. Да. Да, сакам да кажам дека не мора, еве, имаме тука пример дека се Јест. може да се направи. Доколку се Тоа сака. се веројатно изговори с моја страна, да се разумеме. Можда само нисам стварно психички спремна да се остварим као мајка. Никогаш не си спремен. Па да, тоа главно као никад неќеш бити спремен, али јас стварно, јас се осеќам као дете. Оно као, знаеш кад се плашиш да у тинејџерским данима, уколико уđеш у односе, да не затрудиш, така се осеќам ја, што ќе мајка да ми каже у 30 година, као тинејџерска трудноќа. Антонија, ти што ќе кажеш на ова? Еве, пример, ти имаш синча, си релативно многу млада. Па јас од секогаш сакав да сум млада мајка и тоа ми беше желба. Ми збореа стварно од страна многу и мои блиски и пријатели дека ништо нема да биде веќе исто, дека животот ти се крати, дека нема да биде исто, буквално ништо и дека врските, да, точно, одговорноста и врските се тука околу детето, меѓутоа со добра организација и со желба можеш буквално све што сакаш да направиш, така што многу ми трубеа на глава, знаеш Сигурна сум. дека кариерата ќе ми оди во надолна линија, дека нема да бидам веќе интересна за око, нема веќе на мажите да им бидам интересна и да ме гледаат. Многу повеќе сум Точно ли е тоа интересна. или е различно? Еве, кажи ми Многу сега. повеќе ме гледаат мажите, се и многу поинтересна сум, така што станете мајки. Одличен Стварно. одличен совет даде на што сите. Јас помлад, види што помлад, тоа подобро, искрено и живците се други. Иако го немам искусено, јас се согласувам апсолутно со тебе. Мене да ме прашаш на 20 години, ќе ти кажав на 25 ќе имам 3 деца, ама Јас ете кога се имам уште немам 28 ниедно. години, Кијан ќе биде прво оделение, така што Да. млада мајка е супер. Да. Да. Не Па чуја. јас сум закаснила, шта да радим? Живи здрави да сме. Пред 10 години. Живи здрави да сме. Никогаш тоа е не тоа. си спремен, така што кога ќе дојде моментот и кога ќе го земеш во раце, одма се тој мајчински инстинкт се раѓа. Од моментот. Не мора да си спремен и да знаеш како треба и што треба, веројатно. Да се дојде се само по себе. Бич. Антонија, извади ти нова песна, Мразам што те сакам, па како што ја слушнавме Сања, секако не можа да не го слушаме и овој наш прекрасен вокал. Хајде. Да извири заедно со Маријан. Маријан е тука заедно со нас на гитарче, Маријан Наковски. Го се заборавивме свири. Маријан, си се Маријан заборавме, тука се ние. седи, да, па ти во тој не Ништо не го збори, ништо праша. не кажа. Ништо не да праша. Могу и неку мушку перспективу да нам да. Па у овим може, еве, ако разговорима. сака слободно. Ти млад татко сакаш да си? Мислам дека најубаво Најмлад татко. Да. Значи, у план си. Не сум баш у план, мислам дека кога има дете кој си помне. Ете го дели твоето мислење. Па сега ќе видиме. Мразам што те сакам, а сакам да те мразам, но не оди. Газам преку себе кога пак ќе лажам преболив. Знам дека те губам и дека без тебе губам. И знам дека те љубам и не можам да замислам со друг. Мразам што те сакам, не миру. Колку близко сме, а толку далеку. А денот, кога ќе ми стане сено, ќе ни биде криво само за едно. Колку можевме заедно. Браво, секоја чест. Сериозно, секоја чест на двете. Сега, да не се враќаме директно пак со прашање, јас имам уште една девојка која што е тука заедно со нас и она е така убава, затоа реков денес женска енергија, само Маријан. И Маријан е убава, зашто Да, така и го она по збориш на женска детето? енергија денес. Ќе ја поканам Јања. Јања ни е познат фотомодел и познат инфлуенсер, да ви постави дел од Инстаграм прашањата кои што беа упатени за вас. Благодарам за најавата. Здраво, Може ли Јања. такво нешто? Ние на свој Инстаграм профил се објавивме и таму поставува се што сакаат да прашат за вас. Тука ние избравме по 3 прашања. Дај поиша. Може има поише, повеќе, сакате, да. имаме спремно и поише. Добро, може да почнеме со Антонија. Ајде. Ајде прво. Да би имала можност да го вратиш времето, што би променила? Ништо. Ништо.
Ranije bi se поrodила. Тоа не. Не, тоа не. Второ, какви ви се односите со Иван? Супер. Добро. И трето, дали некогаш се случила тепачка помеѓу тебе и друга девојка за момче? Не. Уствари, да. Да, ама имав, што знам, бев многу помала. Имав 12-13 години, 14. Možda si tad bila malo krupnija, si je patosirala jedna. А, не, тогаш бев слаба, не. Ја покасно почнав да јадам. Се типаш, Антонија, како мала? Не, сака да ме тепаат. Ја не сум конфликтен човек и че ја избегавам конфликти. Не сум. Не можам ја тоа, не. Добре, ти благодарам за одговорите. Али на тебе. Сега да продолжиме со Сања. Прво, дали се гледаш како сопруга и мајка оваа година? Ove godine možda, vidjet ćemo. Nećemo da prejudiciramo, ali ajde, neka bude možda. Zavisnosti, to jest ne zavisi od mene, ali vidim da će momak da me zaprosi. Да. Добро. Ќе го пратам. Da, znači Čisto da ove znае. godine dogovorili smo se. Просиш ме. Може второ, дали искрено ти недостасуваше татковата љубов? Da li mi nedostaje očeva ljubav? Svašta, neću ošto da odgovorim na to pitanje. Добро. И трето, која е најголемата глупост која си ја направила во име на љубовта? Pa mislim to su neki ljubomorni ispadi. Mislim da je to, onako kad izgubiš ponos. Znaš, pa kao prosto Сите сме ги правеле. ishisterišaš, onako baš ne možeš da se prepoznaš. Mislim da je to. Nisam nikada bila grebem kola i to ne, ali ovako histerični napadi, to je vrlo redovno. Во ред. Тоа беше тоа. Да, ви благодарам многу. Али на Сега тебе. ве оставам да се продолжите со разговор. Благодариме, Јања, на тебе. Девојки, ова беа, значи, да не се разбереме грешно, ова беа прашања кои што беа поставени на нашите Инстаграм профили. Одследно, Марија, ќе те замолам само да ги тагираш гостите за чисто да може да бидат тие во текст со нештото беа поставени вчера. Тоа што си прашале, тоа ви го поставуваме и ние тука. Сега јас имам уште неколку прашања. Сега малку, Антонија, сакам да ја прашам нешто за... Ке те навратам на едно време наназад, ке те навратам на едно време кое што можеби не сакаш да го збориш, ама не е поминато ствари едно време, една година е поминато само од тогаш, кога твоето бившо момче, Иван, што веќе го спомена Јања, објави на Инстаграм профил дека ќе стане татко, имаше кај тебе на стори ставен еден цитат кој што гласеше вака: "Цветај онаму каде што никогаш нема да дозволат да овенеш." За кого ти беше оваа порака наменета? Па беше општо кажано. Мислам, објавена. Бидејќи беше баш се поклопи со истиот ден тогаш кога тој објави и ти го објави тоа. Ова беше баш пред една година, не од скоро. Па што и да ставам на сторија, некако нешто кое што дефинитивно и сум го проживеала и можеби во моментот сум го живеела. А за таа конкретно објава ништо посебно. Мислам, јас ја објавувам ностоп некои стати и нешто кое што ќе ми се допадне како е кажано или не викам дека можеби не сум се пронашла, меѓутоа конкретно во таа објава не. Јас си објавувам ностоп такви стати, така што ништо посебно. Сега, после една година, од прилика, не после една година, после 9 месеци, се роди девојчето на Иван. Жива и здрава да е, Иван, ти честитам што стана татко. И јас исто. Девојчето го крстија Нија. Не знам дали ова случајно, не случајно, но мене ми е тотално скратено име од твоето, Антонија Нија. Ајој, молим вас. Непријатно ми е. Не, види, да жива и здрава, прво пред се. Многу ми е мило што Иван стана татко и што ми се исполни желбата да има девојче. На оваа тема не сакам многу да зборам затоа што имам своја фамилија, имам сопруг и дете и баш онака непријатно. Меѓутоа се најдобро. Јас спрема Иван немам ништо. Јас многу го почитам него како човек и го сакам како човек. И неговите родители многу ги почитам, ги сакам и дефинитивно сум пресрекна што станале баба и деда, така што све најубаво во животот. Ste opasni bre, vi ovde bre. Ju? Саниче, сега и за тебе имаме Gde sam некој... došla? Сања, ти имаш изјавено па дека имаш многу турбулентни врски до сега. Еве нешто те праша Јања во моментот, што не ги знаев прашањата искрено, но ајде кажи ми ти пример.
Која ти била она најскандалозна врска до сега? Што е она што... Pa ona koju ne bih nikada, ne želim više nikad u životu da pominjem, da. А учиш ли од своите грешки? Еве пример, кога ќе ги направиш грешките. Ги повтораш ли искрена биде? Što, da li učim u svojim greškama? И дали ги повторуваш истите? Da li ponavljam greške? Да. Pa trudim se da ne. Trudim se stvarno da ne. Naravno ima tu nekih momenata koji, da se gospodin ne ljuti za mikro. Ima momenata gde zaista znam, nekad imam neke paterne kao nečega što se kao meni ne sviđa negde, ali sad neko ponašanje i određene neke stvari ne želim više da trpim, posebno u tim nekim vezama, kažem u množini da ne bih se konkretno fokusirala na tu jednu koja je baš bila najgora. I ostavila je repove iza mene i onako baš me posramila. I tako da, katastrofa, ne učite na mene, učite se zapravo na mojim greškama. А кажи ми за тебе, пример, тој господин совршен, како треба да изгледа? Ma ne mora da izgleda, Gospodin mora da se savršen. ponaša. Znači, ajde manje više kako će da izgleda ću ja. On samo nek se lepo ponaša. Значи убавината не е присутна во никој случај. Pa ja imam kao neki tip. Eto, recimo da postoji neki tip osobe koja može da mi bude privlačna, ali naravno da mi je stvarno, kako sam starija, sve mi je više i više bitno da sam pristojan. Znači, toliko više sam spustila standarde. Mada stvarno glupo je da pričam o mojim tipovima, ima momka, stvarno on je moj tip. Eto, to je to. Важно е како ќе се однесува спрема тебе и дали ќе те почитува како жена. Тоа апсолутно е важно. Тоа е најважно. Само имам уште едно прашање до Сања пред да ја завршиме емисијата, затоа што од 30 ми е кажано дека веќе ги надминуваме минутите. Дали мислиш дека, еве, Антонија ни е помлада, ти си малку по толку повозрасна. Не, нема врска. Една имаме во 20-тите, една имаме 30-тите години. Дали мислиш дека после 30-та година е многу потешко да едноставно си го срушиш својот комфорт или својата комфорт зона, во својата комфорт зона да дозволиш да дојде уште една личност? Затоа што кога сме помалечки, мислам дека толку и не баш размислуваме. Па не размислуваме. Pa ja sam ovog momka našla u 20, tako da sam ga, ukoliko mi se bude završila veza u 30, javit ću. Pa ne znam, kako sam bila starija, čini mi se, zapravo mnogo je teško početi iz početka. Kao sad opet moram da se foliram, da me on muva, pa smo kao fini, pa ja. To je u stvari ono što je teško. Ali nemam pojma, mislim da ni jedno vreme nije pogrešno. Ako tražiš neku svoju sreću, mislim da i 50 im je lagano. I ako se s nekim poklopiš, to je to. Така е, апсолутно сложувам со вас две и еве сега како за крај на емисијата, секако не можам да не ве слушнам двете заедно да ми отпеете нешто. Сања, ти сакаш народно, па ние затоа спремивме нешто, не знам само дали ја знаеш Јовано Јованке, веќе ја припремија Антонија Тоа е и класика. Маријан, дали ќе може да ми отпеете двете? Može, ćeš ti tercu? Може, ајде. Ja nemam falseta. Jovano, Jovanke, kraj Vardaroce, dišmori, belo platno beliš dušo, se na gore gledaš. Kraj Vardaroce, dišmori, belo platno beliš dušo, srce moje Jovano. Девојки, одлични. Благодарам за тоа што бевте наши денешни гостинки во Старс. Благодарам што ја прифативте поканата. Сања, за тебе имам многу позитивно мислење, пријатна, искрена, насмејана. Остани таква, многу се ретки луѓето како тебе. Антонија, за тебе ти имам многу пати до сега кажано, само продолжи по овој пат кој што се движиш и до сега, затоа што ти точно знаеш како е да се биде успешен на секој поле во животот. Фала ти многу на Ќе преубавиот бидете ли коментар. повторно гостинки? Се поминавте ли убаво пред се? Преубаво. No da. Ќе дојдеме пак. Da. Ќе дојдете пак? Добро. Чекај да испроцесира. Шокам.
Тогаш се гледаме во некоја наредна емисија. Драги мои, пред да ја одјавам секако нашата денешна емисија, сакам да им се заблагодарам на бутика Азелеа, кои што се погрижија за нашиот денешен изглед, на мојот и на девојките, и секако за шминка и фризура на Марија Најдовска. Сега ве оставам во добро расположение и имајте убав остаток од денот. Чао, чао! Јас се извинувам, али од Србија гостинката, ако може да не мрда со косата, со сакото, со све, зашто цело време без микрофонот и само се слушаш уште е качини се. Готово. Благодарам. А зошто не се го стави едноставно тука, ни ќе се слушаш?